За една недела цените на одредени земјоделски производи на градскиот пазар бележат благ пад, додека на други стагнација. Како навлегуваме во потоплиот период од годината, со наглото зрење, особено на градинарските култури, се намалува цената на зелените пазари на големо и мало. Кочанскиот пазар е релевантен барометар за состојбата во потрошувачките центри и движењето на цените во однос на понудата и побарувачката. Врз основа на моментната прегледност на цените, пролетната зелка чини 10 денари за парче, оранжериската краставица 15 до 20 денари за килограм, доматите зависно од класата, а пат на цената бележат и пиперките. Цените, патиџаните 40-50 денари, зависи која класа. Значи, по-квалитетни од 50, по-ситни од 40, пиперките 50, лутио 60, тука некаде. Значи, нема нешто промена. Готово тете. Тоа. Многу слабо. Катастрофа. Катастрофа, слабо. Значи, не се осеќа дека празници катастрофа. Како било во споредба со претходните години? Сега многу послабо. Значи, не се осеќа дека како обичен ден да не е пазар. Слабо. Цените како ни се движат, на цена наша роба што е тука, салатички 10 динара, крумиче, лукче младо по 10 динара, тиквички 110 динара, грашако од 20 до 30 и така, помпиро исто и оње 20, 25, 30, тука. На зелените работи тоа е. Тоа е ваше производство? Да, да. Кажете ми каква е побарувачката? Добро, и да речем и така нешто. Троше се, ама помалку. Чувствува некоја поголема раздвиженост затоа што празник е? Празник е, ама нема многу раздвиженост. Тие со цело празници се слават, па се они имат роба. Толку ќе у градот тога ќе се троше повеќе. Со овие од села тоа не си имат ни на роба, затоа многу не се троше. 20 динара и 15. Парче зелка 20 и 15. Потрошувачката каква е? Средна, добро. Сезона е на јагодите и црешите. Се продаваа по просечна цена од 60 денари. Од друга страна, бидејќи на јужната хемисфера е доцна есен, цената на тропското овошје, кое го има значително помалку од претходно, бележи пораст. Портокалите се продаваат по нешто повисока цена од претходно или 50, бананите 60 денари за килограм. В сабота е за душница, па најмногу се продаваа бардачиња и други земјани садови. Цените во најголема мера прифатливи за купувачите, а и во спротивно така налагаат народната традиција и обичаите поврзани со овој празник. Голем дел од пазарџиите купија дел од широката палета лоцирана покрај главниот мост.